Дали луѓе што не живеат во Македонија и немаат никаков допир со прашањата од локален интерес, треба да гласаат за локалните избори да одлучуваат кој ќе биде градоначалник и член на општинскиот совет? Во потрага по одговорите тргнавме со прашање до граѓаните. Мислите ли дека треба диаспората да гласа на локалните избори? Па треба нормално, зашто да не гласа? А зошто би требало да гласа? Па како? Тоа се луѓе што живеат во друга земја. Па нема веза, што има веза кога живеат тие. И тие са биле тука државјани, утре може ќе се вратат тука. Нормално? Не. Тие што живеат овде треба да одлучуваат. Ние треба да одлучиме сами. Тие немаат работа со нас овде. Тие си имаат по 2-3 евра, 20.000 евра плата. Ние за 5.000 работиме. Треба да гласаат. Меѓутоа не живеат тука, туку во друга држава. Разбирам, све е ред, али треба да гласаат. Ако они се не идат, али редно е да гласаат. Со оглед на тоа што доволно е да се биде на избирачкиот список и во Македонија на денот на изборите. На изминатите локални избори сведочевме на различни злоупотреби и проблематични ситуации во повеќе општини. Еден беше феноменот што пустечани добија адреси во Ресен и во Скопски центар, а друг организираните авионски летови и автобуски конвои со кои ДУИ ги донесе своите поддржувачи од диаспората да гласаат во Кичево. Македонски државјани на привремена работа или престој во странство се сметаат сите оние што имаат лична карта со живеалиште во Македонија, но привремено предстојуваат во странство повеќе од 3 месеца или се на привремена работа или престој во друга држава повеќе од 1 година. Праксата за тоа дали граѓаните што не живеат во родната земја треба да гласат за локалните избори е различна во различни земји. Во Националниот демократски институт во Македонија, Крис Хеншо и Роберт Скот доаѓаат од различни земји и носат различни искуства за тоа кој има право да гласа на локалните избори во нивните матични земји. Иако со години живее во Македонија, Роберт Скот, кој потекнува од Соединетите Американски држави, вели дека има право да гласа на изборите во својот роден град во Тексас. In my home state of Texas, I apply every year in January for the opportunity to vote overseas, and with the caveat that I plan to return to my home state of Texas. And so, in that regard, I can vote for governor of Texas, the House of Representatives and the Senate in Texas. I can vote for the mayor and the council for my town that I'm from and school board. And so it's a way that I can stay connected with my home state and still be engaged in the political process. Тој додава дека иако живее во Македонија, плаќа даноци во матичната држава, па гласањето на избори е начин да се учествува во одлучувањето за тоа како се трошат јавните пари. We have to pay tax every year. We file a tax form that we're giving back to the state for operations and governance, so we get a choice and decide on how those taxes are spent. Now, it is true that the Americans living overseas, to a certain threshold of their amount, don't have to pay tax, but once you exceed that threshold, you do pay tax. And so the idea is that it's to participate in the process and how tax dollars are being spent at home. Неговиот колега Крис Хеншо, кој исто така со години живее и работи во Македонија, објаснува дека ситуацијата во Велика Британија е поинаква. I have the right to take part in, for instance, there happens to be a development in the street in which I live at the moment, and I'm engaged by the local authority asking my views on the development, even though I know I'm resident overseas, because I own a house in the street. But on the ballot at local elections, I'm not allowed to vote. Неможноста да гласа на локалните избори во Велика Британија, Хеншо ја оправдува со тоа што тој не е локален жител, бидејќи живее во Македонија. In the UK, and the vast majority of town halls is that the area is broken up into much smaller areas. We call them wards, and we elect 3 local councillors to represent that ward. I'm not voting for the whole municipality. I'm not voting for a mayor, and these wards are very, very small. So my representative is very local to me. And I believe what the system is saying, that on that very localized level, where we're talking about 3,000 votes would elect your councillor,
then, you know, the fact that I'm overseas and not involved in street-by-street developments and politics is such that I wouldn't be allowed to vote. Разликата меѓу Соединетите Американски држави и Велика Британија за прашањето на гласање на иселениците или лицата на привремена работа во странство сепак не се единствени. Со ова прашање се занимавала и Венецијанската комисија, која направила споредбена анализа за избирачкото право во 57 држави, меѓу кои Македонија. Во прилог на широкото гласачко право оди тезата дека основата за правно признавање на граѓаните е принципот на државјанство. Така, граѓаните на една земја во принцип ги уживаат сите човекови права прифатени од таа земја. Од друга страна, легитимен аргумент против гласачкото право на оние во странство, според комисијата е дека во малите општини понекогаш одлучувачки за исходот на изборите се мал број на гласови, па дури еден единствен глас може да биде клучен. Оттаму се поставува прашањето дали на локални избори треба да биде дозволена вклученоста на државјаните надвор од земјата ако можат да го одлучат мнозинството. Дури најлибералните системи, кои дозволуваат сите да гласаат за сите избори, сепак имаат ограничувачки механизми. Норвешка е отворена за правото на глас на незините државјани кои живеат во странство, така што 10 години ги чува нивните имиња на избирачкиот список во локалната власт каде биле регистрирани пред да ја напуштат земјата. Кога периодот од 10 години ќе помине, гласачот мора да поднесе барање за регистрација до изборната комисија. Заклучокот е дека не постои унифициран систем. Примерите сепак покажуваат дека поголемиот број на држави дозволуваат иселениците да гласаат за парламентарните избори, но многу често не и за локалните. Токму поради дилемата колкаво треба да биде влијанието на диаспората во политичките процеси во една земја, голем број на држави имаат и генерални ограничувања. За разлика од Македонија, каде во моментов тоа право не е ограничено. Во Германија, на пример, ако нивен државјанин е надвор од земјата 25 години, го губи правото на глас од диаспора. Сличен модел има Велика Британија, каде правото се губи со 15 години иселенички стаж. Канада е многу порестриктивна со граница од 5 години, а меѓу најригорозните е Турција, каде е доволно гласачот да е повеќе од 6 месеци во странство. Со оглед на тоа што нема унифициран став, дали оваа категорија на граѓани треба да гласаат на локалните избори во родната земја, остануваат аргументите за и против и кај нас. Мене не ми смета, ја живея во странство. 47 години во Германија. Не ми смета, би требало и диаспората да гласа. Идеме тука секој година или 2 пати годишно. Да, и нас исто ме интересира. Фамилијата ни живее тука. Вредите што праќаат пари, ама не може да одлучуваат кој ќе биде градоначалник или кој ќе биде советник.